Информациите дека специјалното обвинителство деновиве повикува на распит голем број активисти на ВМРО ДПМН за да провери дали навистина донирале пари за партијата, како што е наведено во партиските извештаи, ги реактуализираше новинарските истражувања кои укажуваат на сомнителни аспекти во финансирањето на долги години владеачката партија. Тие истражувања, меѓу другото, открија дека ВМРО ДПМН е една од најбогатите партии во Европа, побогата и од ЦДУ на Ангела Меркел, дека поседува повеќе од 90 поединечни имоти, но и дека парите за да ги купи се од донации од членови активисти кои се уплаќани, чудно, во еден исти ден од по околу 800 луѓе, што достигнува суми од околу 300.000 евра донации за само еден ден. Едно од тие истражувања е она на Скуп и Нова ТВ. Ова е седиштето на ВМРО ДПМН. Големо и раскошно. За вкусовите може и да се расправа, но не и за парите. Јавноста никогаш не ја дозна цената на оваа барокна зграда, распослана е во центарот на Скопје. ВМРО ДПМН е пак една од најбогатите политички партии во Европа. Имотот им е впишан во 91 имотен лист, на површина од над 33.000 квадратни метри и пазарна вредност од околу 60 милиони евра. Тие поседуваат и станови во повеќе згради во Скопје и Македонија. Не деловен, ами приватен простор. Исто така забранет согласно Законот за финансирање на политички партии. Ако сетимо за многумина Скопје ни омилената шопинг локација за чевли и облека, истата локација е таргет и на владеачката партија, но тие купуваат станови. Во City Tower, дел од проектот City Mall, владеачката партија поседува стан од 56 метри квадратни, купен е во 2014-та, а овде соседи им се Александра Мијалкова, Сител телевизија и печатницата Европа 92. Славни комшии партијата има и во Кисела вода на улицата Антон Панов број 1. Овде станов има и претседателот на регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, поранешниот телохранител на Груевски Дејан Митровски Урко, како и компанијата Трансмет во собственост на бизнисменот Сеат Кочан, кој преку владино спонзорирани сделки во последниве 5 години се стекна со над 100 милиони евра. ВМРО ДПМН има многу станови во многу згради низ Скопје. Најголем дел од имотот е купен во 2014-та или 39 од 91 имотен лист. 2014-та не е само годината кога ВМРО ДПМН е купила најмногу имот, туку и годината кога тие купиле најмногу тазе легализирани дивоградби. Во скопското село Петровец, например, купиле 54 квадрати стамбен простор, легализиран од Република Македонија само еден ден пред склучувањето на купопродажниот договор. Во Бутел легализацијата се случила на крајот на септември, а партијата склучила договор за купопродажба на стамбен простор на почетокот на ноември. Скуп и Нова ТВ открија многу вакви примери во имотните листови на партијата, каде што се впишани сите податоци за имотот од денот на стекнување до основот. Од каде се парите? И како им успее овој лет над затконите? Ова е најзначајното прашање кое јавноста го постави, откако Скуп година обзнани дека ВМРО ДПМН е една од најбогатите политички партии во Европа, а најголемиот процент од имотот е стекнат во последните 5 години. Прашањата за транспарентноста на финансирањето на политичките партии е едно од најгорливото прашање со кое Македонија живее од независноста до денес. Тоа е една голема корупцијска шема. Сите се правиме луди во Македонија и тоа функционира 25 години и најверојатно ќе продолжи во идниот мандат. Но според документите од имотот на сите политички партии, може да се заклучи дека нема политичка партија, има толку имот не само во Македонија, туку и во Европа, како што и нема друга партија во земјава која поседува имот кој законот и го забранува. Новинарката Сашка Цветковска од Нова ТВ, авторка на истражувањето за финансирањето и имотот на ВМРО ДПМН, ја прашавме за последните активности на специјалното обвинителство и за други детали од сознанијата до кои дојде за финансирањето на ВМРО ДПМН. Со Цветковска разговара Александар Димитриевски. Цветковска, со години наназад го истражувате финансирањето на политичките партии во Република Македонија. Во тој контекст, дали сте изненадени од активностите на специјалното јавно обвинителство по ова прашање?
Па изненадување може да бидат само во контекст на тоа што со години и години немало никаква реакција од било какви институции, вклучувајќи го нели тука јавното државно обвинителство за тоа како се финансираат политичките партии, а одлуката на специјалното јавно обвинителство да постапува и да ги истражува сметките на партиите за мене секако е само добредојдена како новинар и се надевам дека ќе успеат да добијат и развршници за работите за кои ние новинарите сме алармирале многу одамна. Можеме да кажеме дека од она што сме го работеле имаме едноставен заклучок. Финансирањето на политичките партии е комплетно нетранспарентно. Тука центар на вниманието не може да биде никој друг освен владеачката партија, бидејќи таа не е само најбогатата партија во Македонија, владеачката партија е една од најбогатите партии во Европа, па дури далеко побогата и од партијата на Ангела Меркел во Германија. ВМРО-ДПМН има многу имот, располага со многу вреден имот, десетици милиони евра, но нема толку средства на своите легални сметки за да може да го оправда купувањето на тој имот, иако ние не знаеме во какви околности се купувал тој имот. Од една страна го имаме имотот на ВМРО на кој сме работеле, а од друга страна го имаме донациите од физички лица и на редовната партиска сметка и на наменските сметки за избори. Што ви покажа проверките на тие физички лица? Профилот е тоа еден просечен па и подпросечен граѓанин, вработен во јавната администрација со плата од 8 па до некаде 40.000 денари најмногу, вработен или на неопределено, доколку е директор на јавно предпријатие или некој повисок раководител, но може да биде и комунален редар, може да биде и чистачка и негователка во некоја градинка која заработува 8 до 10.000 денари на договор кој е на 3 или на 6 месеци. И замислете, тие луѓе се го прават профилот на донаторот, кој што може да се дозволи еднаш годишно и за време на избори да одвои 40, 50, 60.000 денари и да ги донира на гладно срце, да речеме, на партиската сметка на ВМРО-ДПМН. Вие ги споревте и датумите на донација, односно самиот чин на донирање се случуваше во временски многу тесни периоди. Ние не ги споревме, ние само ги констатиравме врз база на податоците кои ни ги даде Државниот завод за ревизија. Дали освен имињата и презимињата имаше нешто друго што беше спорно за вас во тие ревизорски извештаи? Например, последното наше истражување се однесува на партиската сметка за 2015 година. Зборуваме за редовната сметка на партијата. ВМРО-ДПМН на редовната сметка имало 1,5 милион евра донации, кои ги донирале 3.700 физички лица. Од овие донации, 75% од вкупната сума, а тоа се многу пари, се донирале во само 12 дена, а пак од овие 12 дена, најголемиот дел пари се донирале во само 3 дена, на 14, на 15 и на 16 јули, или во времето кога ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДПА беа во вилата на Аиво Урав во Пржино и го договараа фамозниот Пржински договор. Баш во тоа време, да речеме дека на 15 јули, кој е најплоден ден за партијата, 792 луѓе, сите вработени во администрациите, претежно во Штип, тргнале у банка заедно и решиле да донираат многу пари за партијата. Секој од нив со по 40, 50, 60.000 денари дал пари за партијата во само еден ден. Тоа може да не значи ништо, се разбира, ние не спориме што е легално, што не е легално, но она што е спорно е што помеѓу тие донатори се јавија и такви кои тврдеа дека не донирале за партијата. Тоа не се случило само оваа година, тоа се случувало повеќе години. Ние во Ново имаме, например, 4 или 5 истражувања во кои донатори кажуваат дека не донирале никогаш за партијата и не знаат како нивните имиња завршиле на тој список. Оваа година интересно беше што за прв пат имавме донатори такви кои прво велеа дека не донирале, како директорот на Драмскиот театар Роберт Валјановски и како хирургот Никола Груев, кои прво велеа дека не донирале, за по објавувањето на историјата да се јавуваат и да велат дека тие се сетиле на еднаш и слично, меѓутоа има луѓе кои не ги повлекоа. Арна Шијак, например, актерката, остана на своето изјава дека таа немала 1000 евра за да би можела да ги донира, но незиното име е на списокот на донатори. Ова никогаш не беше доволно за господинот Марко Зврлевски, подопрен глас да истражи било што, па драго ми е што сега има барем некој кој се заинтересирал за сметките на партиите и за тоа како тие се финансираат. Останува да почекаме и да видиме на што точно се однесуваат последните действија на специјалното обвинителство. Дали станува збор за нов или за веќе познат предмет и кој се е имплициран.
Инаку стана пракса на секоја активност да има и контраактивност во Македонија, па според овој принцип има информации дека редовното обвинителство отворило предистрага за финансирањето на СДСМ.